Добро вечер во Топ тема. Пропаднатата лидерска средба отвори многу прашања и дилеми. Во наредните денови, кога истекува практично и мандатот на специјалната обвинителка, најгорливото прашање е што ќе се случува натаму со СЈО и обвинителите оттаму, дали ќе има воопшто нов закон за јавно обвинителство. Синоќа не можеа двајцата лидери Мицкоски и Заев да ги преминат пречките околу евентуално ново обвинителство, беше изваден намаса и случајот Рекет. Кој е излезот од оваа ситуација? Влегуваме ли во правен вакуум и политичка криза? Вечерва дебатирам со моите гости. Адвокатите Александар Туртевски, Александар Новаковски и Насер Зибери, поранешен пратеник и министер и правен експерт. Пред да почнеме со дебатата, предлагам да ги видиме денешните изјави на лидерите Мицкоски и Заев, на кои си упатија тешки обвинувања и се обидува да објаснат зошто пропаднале преговорите синоќа. Бара сите предмети до 30 јуни 2017 година всушност да ги преземе обвинител избран од нивна страна. Се знае со цел после тоа да се доведат до уништување, до запирање на самите предмети. Бара со закон да се запечати судбината и да се запрат сите предистраги и истраги за предметите после 30 јуни, односно јасно да не се прецизира во самото законско решение што со тие предмети кои што се во предистражна или истражна фаза. Секако ние во интерес на правдата и борбата против корупцијата на било која власт понудивме формирање ново обвинителство. Предлогот беше на Зоран Заев. Ајде да формираме јавно обвинителство. Кое што? Ке има надлежност преку овие 10 помошници на КТЦ Јанева за предметите на специјалното јавно обвинителство, во ред, ние велиме во ред, го прифаќаме тоа, но истовремено и да гони предмети кои што се коруптивни, одименувани и избрани лица. И ние кога велиме добро, ајде да видиме сега случајот Подкуп, случајот Глобал, Рекет 1, 2, не, тоа не важи. Од сега па натаму. Правото такво нешто не познава од сега па натаму. Да, ова беа објаснувањата кои ги слушнавме денес од двајцата лидери. Но што мислите вие, господин Туртевски, зошто пропадна преговорите, кои почна со доза на оптимизам дека еве ќе се стави крај? Па не знам кој имал оптимизам. Јас воопшто немав. Имаше такви индиции, да. И впрочем, не знам зошто не викате нас овде. Ние само може да нагаѓаме, немаме информации. Денеска јас предложив, ајде сега да не рекламирам формирање на еден нов политички субјект, меѓутоа предложив седниците, односно договорите, преговорите на лидерите да бидат пренесувани јавно, за да може целата јавност да гледа, да види како ни се крои судбината. Да. Вака сега да ви имаме... одговорам вас, затоа што политичките елити во моментот преговараат за правниот систем. За она што вие го работите. Ние кројат иднината и судбината. Од нив сега зависи дали ќе добиеме датум, дали ќе влеземе во НАТО, дали дефинитивно ќе ставиме клуч на оваа држава, затоа што ако не го решиме овој криминал што го видовме сите во последните 20 на години, ако не го процесуираме и не го завршиме на солиден начин, ние немаме право да постоиме како држава. Не може нигедна држава да функционира ако нон-стоп носи амнестии, простува толкави криминали. Затоа мислам дека прашањата треба да бидат поставени до тие лидери да ги седнете овде, можеби со нас. Да, ги слушнавме нивните. Да, ги слушнавме, меѓутоа тоа се изјави подосна подготвувани за јавноста, гледате дека сите ја префрлаат топката еден на друг, се обвинуваат меѓу себе, меѓутоа овде договор нема да има. Јас сум убеден дека нема да се договорат. Значи, по мое скромно мислење, се е поставено на погрешна основа. Ова е исто како по завршување на Втората светска војна, Национал-социјалистичката партија на Хитлер, Геринг, Хес, кој беше таму Шпер, да седнат и да преговараат со сојузниците дали да ги судат или да не ги судат. Ова е отприлike така. И сега,
Нормално дека ќе се најдат решенија кои што ќе се предлагаат во насока на избегнување на кривичната одговорност. Значи, ВМРО има постапка против нив како правно лице. Значи, запленета е Белата палата во која што тие така горделиво влегуваат таму и од таму држат пресконференција. Јас еднаш кажав, во тој објект јас никогаш нема да влезам во животот заради тоа што ми е срам да влезам. Не сум некој фактор, меѓутоа, ако ме поканат, ќе одбијам да влезам токму заради тоа, затоа што е убеден сум направена со криминал. Значи, имате замрзнати ме имотот, се води постапка против нив, против 1000 и кусур членови може да се покрене постапка за лажно финансирање, заради тоа што се запишани на список дека дале пари по 1000 евра, а всушност не дале пари. Еден од главните преговарачи, Антонио Милошевски, има една предистражна и една активна истражна постапка против него. И сега ние бараме решение тука да се најде. Ве молам, дали на Нирнбергшки процес можеше да се најде решение ако го праша Геринг дали треба да одговара. Значи, ние овде се работи за опстанок, за долготрајно ни осуди, за огромен криминал. И сега ние седнуваме да разговараме и сега ќе глумиме дека бараме решение. Не може да се најде овде решение вака, како што е поставена работа. Ако сакаат да прават решение, требаше да го почитуваат ваков како што е законот за специјалното јавно обвинителство. Значи требаше да влезат можеби во процедура за избор на нов специјален јавен обвинител, затоа што ова специјално јавно обвинителство има според овој закон мандат до 2020 година. Значи требаше да влезат во процедура. Меѓутоа, сосема е јасно, законските решенија се такви, зборува за 4 големи партии. Тоа е глупост. Меѓутоа, такво е законското решение. Лидерите на 4 партии без јавен оглас треба да изберат специјален јавен обвинител. Значи можат да го бараат сами и да го најдат. Меѓутоа, нема да го најдат. Токму од овие причини. Сега можеме да зборуваме за нормативно решение кое е предвидено во законите и она што практично може да се случи. Секако политичкото решение се наметнува. Со самото спомнување на да, меѓутоа нема мотивација, значи нема мотив. Огромен е мотивот за да не се најде решение. А Новаковски, кој е вашиот? Јас во целост се согласувам дека законот за специјално обвинителство беше плод на еден политички договор во една криза. И сега продолжуваме после толку години повторно да политичарите и лидерите на политички партии, но јас ке забележам, вчера не ги видов представниците на албанските политички партии и на лидерските средби, кој е ставот нивни, но мислам дека законот е јасен и пропуштен е рокот за да се реизбере специјалниот обвинител во рок од 3 месеци или да се избере нов специјален обвинител. Законот таков како што е, јас мислам дека има одредена намена, барата се одредени термини кои вистина се незабележани во некоја правна пракса и затоа сега доаѓаме до ситуација да не може да се излезе од овој чорсокак, освен после притварањето на специјалниот обвинител, во кој се полага големи очекувања, беше формиран еден огромен апарат, беа дадени сите можни средства, да дојдеме во ситуација да нема замена, бидејќи законот и не предвидува. Сите обвинители кои сега во специјалното обвинителство се помагаат. Јас мислам дека, имајќи предвид поделеноста на власта, ова прашање повторно ќе се решава во парламентот. За жал морам да напоменам дека ние имаме од 2012 наваму проблем со работа на парламентот. Како ќе се решава во парламентот кога лидерите нема друг начин да се реши ако веќе лидерите на политичките партии не може да го решат, единствено е странски посредници или да се направи обид во парламентот политичките партии, бидејќи требат двотретинско мнозинство.
Како ќе го решат? Дали ќе се најде начин да се реши? Владијачкото мнозинство, дека има шанси Не, да владијачкото обезбеди... мнозинство нема двотретинско мнозинство. Значи, опозицијата треба да си ја понесе одговорноста, ова што го кажа и колегата, јас потполно се согласувам. Ние во овој момент, во инволвираност на луѓе кои се сериозно загрозени и против кои се водат поставки, не може да бараме дека тие ќе бидат и решение на целиот овој проблем. Но сепак парламентот мора да му дадеме шанса, нема друг начин за да тој профункционира, дека ние го имаме обвинителството, републичко. Какво е такво, републичкото обвинителство функционира. И мислам дека за специјалното обвинителство, дали тоа намерно се направи или не, мислам дека е крај со него. За жал морам да констатирам дека и во првичните почетоци на работа, кога имаше луѓе, ево, од фелата наша, кои го критикуваа работата на специјалното обвинителство во одредени сегменти, беа буквално напаѓани од сите страни, мислејќи дека тоа се зборува во одбрана на клиенти или во одбрана на некои постапки. Не, се покажа дека тоа обвинителство не може да исполни одредена цел, но која е целта кога ние после толку години повторно доаѓаме да направиме повторно правен вакуум, кој јас тврдам дека не може да се реши освен во парламентот. Како ќе се обезбеди тоа мнозинство двотретинско? Дали ќе се обезбеди? Тоа е работа на парламентот. Тоа е друго. Тоа е друго. Господин Зибери, вчера излезе една таква информација, дури траева преговорите, неофицијална, дека двете партии едноставно се согласни дека се е завршено. Мислам дека се создаде дека е тоа некаква цел и на се создаде тука се согласни една перцепција дека ставовите се приближуваат и дека можеби на вчерашната средба ќе се најде конечно решение. Прво, зашто средбата доаѓа после низа средби на ниво на работни групи помеѓу двете страни. Второ, лидерите од двете политички партии најдоа спремност да седнат да преговарат, а ако се седне на лидерско ниво после преговори на ниво на работни групи, тоа подразбира дека е стекнат атмосфера и се приближени ставовите да се конечно заврши работата. И трето, фактот што не притиска рокот околу кој зборуваше Новаковски дека законот за односно мандатот на специјалниот јавен обвинител е при крај, дека Европската унија притиска се повеќе, иако не е условно е пожелно закон за јавно обвинителство да биде донесено, со тоа е решен статусот на специјалното јавно обвинителство, дотолку повеќе по настаните околу рекет и приведувањето на специјалната јавна обвинителка. И јавноста очекуваше дека ова средба ќе продуцира решение и законот конечно ќе биде усвоен во парламентот. За жал морам да констатирам дека вчерашниот ден беше тежок удар врз политичките процеси во Македонија. Тоа секако дава лош сигнал кај меѓународната заедница, дотолку повеќе во пресред на добивање на датум за отварање на преговорите и останува многу малку период за нешто да се направи, иако од изјавите и на премиерот, односно лидерот на парламентарното мнозинство и на опозицијата се остава малку простор дека уште еднаш може да се седне. Имаше благи најави дека би можеле да се преговара. Уште еднаш да се седне. За клучокот од ова што се случи, Тортевски убаво кажа, ние може само меѓу редови од изјавите што ги изнесуваат да излечеме некој заклучок, зашто деталите не ги знаеме. Но мој впечаток е дека повеќето од дилемите и прашањата, проблемите кои ги има
преговарачките тимови се разрешени и мислам дека дојдено е до ситуација кога едно прашање станува спорно. А тоа е надлежноста на оделението кое ќе се формира со новиот закон, доколку се постигне... Добро, тоа беше објаснето од страна на Мицковски дека е предложено обвинителство за гонење за криминал со висока корупција. Тоа ќе биде некоја сега супер специјално екстра обвинителство. Но проблемот е кои предмети ќе бидат во надлежност на тоа оделение. Дали има такви случаи воопшто и како се определува што е висока корупција, што е според осомничените, според... По дефиниција во меѓународното кривично право се подразбира кривични дела, односно на белите јаки. Тоа подразбира, значи, носители на јавни функции. И тоа се подразбира што е носители на јавни функции. Тоа е некој ново саја? Значи, прашањето е дали надлежноста на ова оделение ќе ги опфати само предметите кои беа во надлежност на СЈО или и други предмети, како што тврди лидерот на опозицијата. Доколку ова е само прашањето, тогаш навистина има потреба јавноста да биде дефинитивно запознаена кој е кочничарот на решението. Бидејќи факт е дека едната преговарачка страна има неповолен преговарачки статус, она што господин Тортевски го објасни, може би во малку по оштра форма, но секако дека тоа тежи во преговарачкиот процес. Да, но ВМРО денес ДПМН, практично лидерот Христијан Мицковски се обиде практично да објасни дека не се само тие во неповолна положба. Тука да видиме една изјава, тој шокираше практично со нешто што го објави на истата денешна пресконференција. Да видиме изјавата на Мицковски. Свиркач во ВМРО ДПМН ги донесува исказите кои што се дадени као обвинителката која што го води предметот рекет. Но истовремено и наредбите за вештачење и резултатите од вештачењето до ВМРО ДПМН. Тука моето име го нема, но има имиња на луѓе од власта. Внимателно ќе го наблюдуваме развојот на настаните. И нема да правиме воерски шоа презентирајќи ги овие документи. Се додека гледаме дека постои барем минимална објективност во водењето на случајот. Првиот момент кога ќе видиме дека некој сака да го заштити јавниот интерес, ВМРО ДПМН ќе ги објави сите овие документи на увид на јавност. Од обвинителство за организиран криминал побаравме едно толкување, отаму вела дека се работи за кривично дело, дека не се работи за свиркач и дека веројатно тие ќе го повикаат Мицковски да им објасни како дошол до документите. Господин Новаковски, вие сте бранител на еден од осомничените во рекет. Ги имате ли вие документи, исказите? Во овој момент ниту ги имаме, ниту сме запознаени со содржината на изјавите на сведоците. Ова е доказ дека сепак нас, политичарите, и во правосудството не кројат судбината на еден начин на кој загрижува изјавата, стварно загрижува, јас прв пат ја слушам, дека будно преку свиркачите ќе ги следиме сите докази во обвинителството. И како се одвива истрагата? И како се тие стигнати, ако се веродостојни тие докази. Затоа што ние во моментов тие докази ниту имаме извршено увид во докази, ниту ни се доставени докази во оваа фаза на постапката. Значи, се зборува дека некој ги поседува сите докази и со тоа се прати работата на обвинителството. Тајна е постапката. Да, тајна е то. И сега, значи, ова го дава како исказ лидер на опозиција
И затоа доаѓаме до една ситуација во која и јас сум песимиста како колегата Тортески, дека мислам нема да се изнајде решение, иако има позитивни сигнали дека повторно ќе седнат. Затоа што да се прати работа, се знае како се прати, работа на одредена орган, а во однос на обвинителството и во тајна постапка, дека ја пратат директно однатре постапката и како се постапува по предметот, е стварно загрижувачки. Прво, се доведуваат во прашање одредени работи, бидејќи многу може да дојде сериозна ситуацијата да бидат загрозени животи. Со овие работи не смее да се игра јавно. Ево јас, например, како бранител, кога го слушам ова, јас сум сериозно загрижен. Како може некој да ги поседува тие документи, ако се веродостојни? И јас мислам дека е редно тие документи да бидат предадени. Ако не доаѓаме до нас што вистина, господа Тотески го кажа колегата, дека во таа палата нешто се случува. Тортевски, ја слушнавте изјавата на Мицковски. Што треба да стори јавната обвинителка во моментов? Ја прашаме, била дека веројатно ќе го повикаат Мицковски. Треба нова организација во целиот тој систем на обвинителство. Значи, треба прво да се комплетира со луѓе, со кадар, со техника, да се направат проверки исклучително сериозни за лојалност на вработените на таа институција, заради тоа што ако ова навистина е точно, таму протекуваат информации што никако не смеат да протечат. Вие мислите дека е свиркач во прашање или дека е кривично дело? Сега свиркач, кривично дело, тоа е тенка границата е таму. Дали е свиркач или е кривично дело? Кривично дело е. Апсолутно е кривично дело ако некој ги изнел сите документи за оваа постапка. Значи, таков е законот, постапката е тајна и не смее да се изнесува. Тоа е голем проблем, тоа може би сега пак некој ќе ме обвини мене дека јас некаква лична пресметка имам со некого таму, меѓутоа не е точно. Сакам да се расчистат работите. Меѓутоа, тоа е огромен пропуст ако вие во одделението за организиран криминал документите ви ги носи кој како сака. Па јас кога сум размислувал како треба да се организира едно, такво одделение, прво би хуцал сам. Немам доверба во дактилографката. Немам доверба, не сакам да имам, не сакам да размислувам. Ке имам шифра на компјутерот кој што никој нема да може да влезе. Сам ќе ги испринтам, сам ќе ги дадам, сам ќе ги заверам документите. Добро, сведоците кои даваат искази имаат увид, добиваат Не добиваат во оваа фаза. Не може значи никој не може да добие освен обвинител. На крајот обвинителот треба да им ги презентира на крајот на ние немаме. Значи не може да протече од адвокат. Ова е сериозно пропуст на јавното обвинителство. Тоа што дошло сега до Мицковски, ако е навистина тоа е веќе друга состојба. Затоа тој се оградува, будно ќе следиме, може и да блефира. Може и да блефирам, меѓутоа треба да се провери, меѓутоа јавно обвинителство за организиран криминал има многу сериозен проблем со собствената организација. Инаку смее ли обвинителката да влезе во ВМРО ДПМН или кај Мицковски да си ги побара документите? Да, веќе само размислува. Значи, да не бидам малициозен, мислам, како да не смее обвинител негде да влезе. Нема место каде што обвинител не смее да влезе. Нема, во оваа наша држава, обвинител има право да влезе во секое ќоше, се разбира, во со закон определена постапка. И не само што треба да влезе. Меѓутоа, треба прво да си ги реши проблемите внатре во собствената куќа. Тоа е една организација која што нема телефон. Ај организиран криминал може би има, меѓутоа другото јавно обвинителство, републичко јавно обвинителство не можете да го добиете на телефон. Обвинителство не можете да го добиете на телефон. Организација која што нема библиотека, например, нема тонери. За разлика од нив СЕО покажа како треба технички да биде опремено, меѓутоа за жал киксот на Катица сето тоа го сруши
во вода, затоа што се покажа дека нашиот најголем проблем е човечкиот материјал. Меѓутоа, ова треба да се расчисти. Меѓутоа, ако навистина има луѓе кои што зборуваат за рекет, дека рекетот стига до највисоки функционери на актуелната власт, тоа исто не смее да се забошати. Тоа е ист третман мора да имаат тие луѓе како што имаат луѓето од претходната гарнитура. Дури по мене секојаш се поодговорни, поголема отежителна околност на онаа гарнитура која што е на власт. Тие се поодговорни пред законот. Јас лично сметам дека за Катица Јанева, доколку се докаже дека ова се го сторила, таму мора да се каже дека најтешки отежителни околности се во незиниот случај, заради тоа што таа беше најплатен функционер. Една мала, ве прекинам. Вие бевте известно време соработник на Дворешен. Да, имаше ли индици за вакво нешто? Не, значи ми префрлаат луѓе по социјалните мрежи дека сум премолчувал и јас пуштив еден твит дека од самиот почеток видов дека можеби нема капацитет доволно за да ја води таа. И мислам дека овде во емисија кога ја избра ме праша некој од вашите колеги и кажав дека лично мислам дека нема. Меѓутоа каков избор имав? Да се приклучам во една општествено корисна работа за да расчистиме со одредени состојби или да седам по страна. До кога бевте соработувавте? 2017 во јули ми го прекина договорот, на моја среќа, веројатно можеби немаше да оди уште долго, меѓутоа на моја среќа кога беше конкурсот за државен јавен обвинител, заради тоа што Катица Јанева се навреди затоа што сум одлучил да поднесам документи за државен обвинител, таа сметаше дека треба таа да биде. Меѓутоа, тогаш јас си укажав дека тоа значи затварање на СЈО, дека ова што се случува деновиве требаше да се случи 2017. Таа почна да им прави распоред на обвинителите таму. Јас и укажав дека го растурила тимот. Не можете ви еден тим што игра заедно, сега да му викате ти ќе одиш во вишо, ти ќе одиш во основно, ти ќе одиш во република. Така да кажете, сепак бевте изненадени кога пукна рекете. Не, значи во најлошиот сон не сум можел да помислам дека ќе се осуди да влезе во такво нешто. Значи, дека можеби не е врвниот правник, тоа не сум ја имал таа дилема. Значи, сум сметал дека не е врвниот правник и дека оние најсуптилни правни резони ги немам, меѓутоа, значи, сум сметал дека нема теоретска шанса, особено што навистина беше најплатениот функционер во државата. Господин Зибери, да се вратиме уште еднаш на изјавата на Мицкоски и документите. Тој вели ке тактизира, ке ја контролира истрагата и доколку почувствува дека се штити, мислејќи на политичари, некој во таа истрага, ќе ги објави документи. Јас изјавата, овој сегмент од изјавата на лидерот на опозицијата го сметам како закана. Во никој случај еден сериозен лидер на опозиција на тој начин не треба да настапува, зашто отвара многу дилеми. Во прв ред треба јавното обвинителство да отвори предмет по изјавата, да земе исказ од каде му се, што има, со што располага, дали ќе се потврдат или демантираат. Може би е блеф ова што велиме, но во секој случај од лидер на опозиција да се изнесат вакви тврдења е сериозно прашање и во најмала рака, значи, треба да се отвори предмет. Апропо тоа, дали може да влезе обвинителството секако кога Катица Јанева успеа да влезе во МВР, во ДБК, а не во седиштето на една политичка партија. Но ова е сериозна закана со која може да се наштети и процесот, но и да има и политички импликации. Добро, да продолжиме сепак со она што ќе се случува сега. Пропаднаа преговорите, се ќе продолжи, нема да продолжи, партиите го
закопаа практично, ако чеме тука се сложни. Што ќе биде Новаковски следниот? Што може да се случува еве од понеделник без договор за јавно? Сега моето толкување во однос на законското решение, бидејќи обвинителите помагаат на специјалниот обвинител, законот е стварно конструиран, како е правен, кој учествува во него, али тој е тој. Значи, таму има неколку термини кои кажува во однос на мандатот, слушав, вчера имаше дискусија. Значи, неспорно е дека мандатот на Јанева и мандатот на другите дека не може да го премине мандатот. Не, дека не може обвинителите во специјалното да го премине. Ако направите споредба со законот за јавно обвинителство, таму точно стои републичкиот јавен обвинител и основните јавни обвинители. Значи, посебни им се мандатите. Овде... Тие не се основни јавни? Не, збориваме за законот. Така, законот за обвинителство, не за законот за специјалното. Во законот за специјалното со престанок на мандатот на специјалниот обвинител и има една одредба дека не може да го надмине мандатот. Тоа значи, ако не може да го надмине, нема што да дискутираме, значи нив им престанува мандатот. Не само тоа, они се помошници незини. Не, али добро, мислам е предвидено тоа. Значи не може да го надмине за она што се зборуваше испуштен рокот. Со тоа јас затоа и кажав, поред моје мислење, значи и функцијата престанува и сега треба повторно, по моје мислење, тоа да го реши парламентот. Лидерите на политичките партии можеби ќе се среќаваат и повторно за да изнајдат решение, бидејќи мора да се изнајде решение за овие предмети. Дел се во судска процедура со обвинителни акти кои се во правна сила. Ево, судиите пред неколку дена, покрај сите напори да ги продолжат, донесоа некои одлуки да и тие чекаат на политичката разрешница. Блокада имаме значи, во моментот. Блокадата е реална и државата тогаш треба да покаже капацитет за да ја надмине таа блокада. Сега да видиме, ако имаме ова што го кажавме, значи услов, затоа што нас секои идни разговори, нас ни се наметнува нов услов. Сега нов услов е ова што не изненади сите со обвинителката што се случи, значи таа си има презумпција на невиност, но тоа е вистина сериозен удар. Јавноста, ако земеме јавноста, што е најбитно за целата држава, во моментов не верува на правосудниот систем на Република Северна Македонија. Тоа е многу битен факт. Значи не верува во никого, не верува ниту во адвокати, не верува ниту во експерти, не верува ниту во обвинители, ниту во судии. И сега тоа што се го укажува доста експерти почитувани, дека ќе настанат проблеми и во процедурата во суд, веќе почнаа да се појавуваат. Значи има суди кои ќе чекаат да се види како ќе се... сега доаѓаме до клучното. Кој е тој што треба да го реши тоа? Тоа е собранието повторно. Да, меѓутоа ако велите собрание, видите, собранието ако се доаѓа треба да се изгласа, дојдат преговарачи да се отвори пржино 3. Јас не гледам друг кој ќе го реши. Околу предметите јас имам поинаков став. Не за предметите, мислам значи, за... меѓутоа ќе се стекне практично суштината е предметите. Мисли за предметите. Ќе се стекне погрешен впечаток во јавноста дека ако не успеат преговорите, криминалот ќе падне во заборав и тој ќе се избрише од нашата меморија и едноставно нема да постои. Тоа не е точно. Значи, тоа го имам кажано јавно. Законите точно го регулираат, ја регулираат оваа состојба и законот за кривична постапка кој што е над ова, значи има една одредба која што вели јавниот обвинител под допрен глас треба да реагира. Значи, дури јас или вие било кој можете утре на Јовевски да му напишете писмо дека за тој случај, тие сите случаи имам основано сомневање дека има криминал, а доказите се наоѓаат во СЈО и тој е должен да ги превземе. Само врз основа на таа одредба. Независно, значи,
дали Катица му подпишала или не му подпишала. Меѓутоа, во законот има едно решение кое што дозволува Катица Јанева да му даде дозвола да постапува на републичкиот јавен обвинител. Значи, по вие одредени немате предмети. проблем со она што го направи Катица Јанева од шутка, од зад решетки, видете, што духот побара на да ги... законот веројатно е да малку ги- поинаков. Значи, таму зборува, значи, ако се толкува точно, таму зборува за поединечни случаи, за како инцидентни случаи, меѓутоа некако правило, меѓутоа ниеден закон не може да предвиди секоја ситуација. Факт е дека може. Таа не се повикува на ниеден закон. Па, сега не знам дали сега таму тоа дали нејзино има- барање практично нема. Добро, не е битно дали она го погодила членот или дали можела да го види или тоа, меѓутоа таа има право, значи еве ќе ја прочитам одредбата, значи јавниот обвинител на Република Македонија или друг јавен обвинител не може да презема истраги и гонење по предмети кои спаѓаат во надлежност на јавниот обвинител, специјалниот се мисли, без негова односно незина писмена согласност. Значи аргументуман Да, ад давајќи контрарио, полномоќно, значи ако да. може да даде, ако даде писмена согласност, тогаш јавниот обвинител може да ги превземе постапките во онаа фаза во која што се наоѓаат и да ги продолжи. Сега, ќе има еден проблем таму околу тајмингот после начелното правно мислење на Врховниот суд, меѓутоа, значи може да се санираат тие одредени недоумици ако има околу тие предмети, меѓутоа, Да, има околу трансферот на па добро, предметите како, кога... Еве, гледаме дека деновиве тактизираат и овески се изјасни дека е подготвен да ги преземе. Од па СЈО чека. А што може, кој ги прашува да чека? Зошто би ги прашал некој? Еве, денеска ги прашавме, рекоа утре ќе одговорат како ќе постапат. Кој? Обвинителите кои се таму. Тие се Немаат овластување. немаат овластување да размислуваат во оваа насока. Мислите Тие дека се должни да ги должни предадат се веќе откако- да го почитуваат, значи да ја почитуваат писмената наредба која што Катица ја дала. И за да нема пред јавноста недоумици вчера што паднаа некакви тешки зборови овде. Значи секој притвореник, еве колегата го знае тоа, кога сака да даде некаква релевантна изјава, тој тоа го прави на два начини. Еве и колегата Зибери е тука, не знам дали имал прилика, дали го барале некогаш да оди. Значи, имате две ситуации, кога една изјава се дава преку управата на КП домот, значи таму Да. тие потврдуваат дека ја дал тоа лице таа и таа изјава во управата, или во крај некогаш може дури да дозволи судијата на претходна постапка да отиде нотар Присуство на нотар. и да таму даде изјава. Значи Да, и тоа се оспоруваше дека не е побарано. значи тоа не е точно. Катица Јанева може да даде таква изјава И без од- присуство. од затворот. Тоа отишло кај судијата на претходна постапка и тоа е одобрено. Тоа значи дека јавниот обвинител на Република Македонија има право да ги превземе и да постапува по овие предмети. Сега Советот на јавни обвинители што можеби не постапи на време, затоа што па во Закон за кривична постапка има една одредба која што вели дека јавниот обвинител кој ќе биде притворен се оддалечува од функцијата. Меѓутоа, тоа не беше сторено, практично Катица можеше да даде таа изјава, бидејќи не му беше донесено решение, не беше донесено решение да се констатира оддалечување од функцијата нејзина. Така што тука нема дилема. Да, практично не е разрешено Да, уште меѓутоа во крајна парламентот. линија, ако сакаме да градиме држава, никој не смее да размислува дека она што беше опсек на криминалот, она што се виде, што се процесуираше, секако со должна почит кон презумција на невиност во некаква транспарентна постапка, сето тоа треба да се утврдува дали има или нема, меѓутоа сите тие сомневања мора да се процесуираат до крај, ако сакаме да градиме држава. Инаку, политичарите ние сме виделе до сега 100 пати, не сега 100 пати, меѓутоа многу пати сме виделе, они може да донесат политички акт за амнестија. Тоа е во нивна надлежност, можат да се договорат. Тие случаи од тогаш не важат, се амнестираат, меѓутоа таа цена веројатно дека ќе треба да платат на избори заради незадоволството на граѓаните од таквите решенија. Меѓутоа, тоа им е можноста да ги запрат постапките, нема друго.
Само кратко, јас потpuno се согласувам дека републичкиот обвинител има право да ги превземе. Тука да не бидам погрешно сватен и тоа го изјавувам неколку пати во последнава недела. Значи, тука нема дилема. Тоа се наметнува веќе како единствено решение. ВМРО ДПМН е практично во преговорите, вели не, дека се согласува со тоа. Тоа беше дури дел од нивното барање. Зошто да ги прашува некој во начинот на кој... Зошто да ги прашува некој Да, во регултот насока? е што тие практично преговараат на маса Тоа е земјата. завршена работа, тој ќе си ги превземе. Ако ми дозволите. Прво, околу судбината на СЈО. Мислам дека веќе сосема јасно дека СЈО како институција, како таква, ќе згасне по сила на ситуацијата и законот, бидејќи нема да се постигне никаков договор, ниту за избор на нов специјален обвинител. Да, тоа веќе и роковите нема време ниту па станува. истекуваат, ниту има некоја спремност да се најде некое друго решение. И како такво ќе им престане мандатот на помошниците на специјалниот јавен обвинител, зашто во право се адвокатите кои велат дека они се само помошници. Во законот точно е кажано дека јавните обвинители кои се помошници на специјалниот јавен обвинител немаат право на донесување на наредби, ниту на обвиненија. Туку имаат само право да го застапуваат специјалниот јавен обвинител во постапките пред судовите. Тоа значи дека они немаат никаков мандат за постапување без нејзини овластувања. Тоа е прво. Второ, мислам дека по сила на закон ќе мора предметите да се префрлат во јавното обвинителство. Да, меѓутоа сега се обидува да се реши судбината на овие обвинители, дали тие ќе ги продолжат? Околу дилемата што ја отварате, имаат право, немаат право. Ако ги прашате во ВМРО ДПМН, постојано ќе ви тврдат дека немаат право. И престанува да функционира СЈО, што значи дека се затварат предметите, што не може да е така. Прво, една одредба цитираше адвокатот Тортевски околу пренесувањето, но и членот 5, ставот 5 од Законот за СЈО исто така вели дека сите докази за кривични дела кои се релевантни за постојање кривични предмети ќе бидат предадени на јавниот обвинител на Република Македонија. Доколку оцени дека не се во негова надлежност. Да, тие. Значи, нема спор дека има таква можност. Исто така и Законот за јавно обвинителство дава надлежност во членот 30, ставот 1 алинеја 5, каде што вели дека јавниот обвинител одлучува за превземање или продолжување на кривичното гонење за сторители на кривични дела. Он значи има право да ги превземе. Тоа е направено, денеска он се изјаснил. Да, и дека е подготвен да ги преземе, да ги извести. Зошто? И сега се спремат техничките детали да се тоа и изврши. Направена е комисија која ќе изготви записник. На записник точно треба да се регулира што ќе се превземе, во која фаза, какви докази и така натака, да не се случи како првиот пат кога јавноста беше шокирана дека при примопредавањето на материјалите од СДСМ не бил составен записник. Значи, треба да се... Значи, што е најбитно за јавноста? За јавноста е најбитно дека предметите нема да згаснат. Да, многу дилеми се... Не, тука не сме да има дилема. Така не сме да има дилема. Може би сосема сигурно дека ќе се успорат. Ќе се успорат. Значи ќе има неколку рочишта одлагање. Значи ќе се одолговлекува дури нови обвинители. Сега е најдобро да биде човек адвокат таму. Тоа е сега... Да, меѓутоа доаѓа до еден момент кога ќе треба да се назначат обвинители кои треба да ги презема. Ако нема обвинител, судијата може да го затвори. Ама не може да нема. Видите, значи за обвинителите да го изборуваме во специјално. Нив по законот и мирова работиот однос. Мирување. На функцијата е мирува
во претходното обвинителство од каде што се дојде. Значи сите сега да може Во да се сила на закон Така се е. знае. Се враќа. Стои мирување. Не, да, меѓутоа има решение дека по престанакот на мандатот одат на место каде што им овозможува плата иста како овде. Значи тоа е отприлика или вишо или организиран криминал. Значи упатува дека во организиран криминал треба да одат. Да, али По таа одредба. зборов ми е мирување, значи Не е ќе ги спорно. вратат и после спорно. може да се распределат по таа одредба. Значи зборот сега е проблемот со вработените во специјалното обвинителство. Да, таму има И стотина мислам дека луѓе тука кои е се- спорно во однос на нема решение за нив, што ќе биде со нив. А во однос на потоа, поради економичност на постапката, јас не гледам причина да некој од обвинителите кои биле до сега во специјалното да продолжат да ги Да се водат определат. постапка. Но сега тука по мене Да, но треба одговорноста да се префрлат вајде. главна е на републичкиот обвинител. И проценката негова Советот на јавни обвинители. и советот, али добро, мислам, советот, сега самите кажавте дека советот можеше да реагира, дека ние имавме устна оставка јавна од специјалниот Можеше и обвинител. веде требаше можеби да постави. Има право да ви постави веде. и Да, но тука не се Но тука усогласија не во се советот. усогласија. Не се усогласија. Тука доаѓаме до тоа, затоа што секој треба да си размисли кога носи одлуки. Значи имавме ние најавена устна оставка, а знаеме ние во парламентот, каде стои дека пратеник мора лично да поднесе оставка во парламент, па ги поднесуваат со писма, па ги констатира собранието. Највисок законодавен дом. Значи не беше проблем и тоа. Сега само уште една реченица. Имаме да По мене, значи, има тука сериозно размислување, ајде во интерес на економичност на постапката нека продолжат, може би тие да ги работат предметите, поради обемниот материјал, запознавање со предметите, но треба да се размисли, имајќи ја предвид ингеренциите на специјалниот обвинител кој ги имал со овај закон, а тие му помагале, а господинот Зибери, колегата цитираше, не може да носат наредби, значи сите наредби, сите одредени акти биле од специјалниот Во обвинител. име на специјалниот јавен обвинител. Да, и сега сериозно се размисли дали сите ќе можат да продолжат и дали ќе бидат пред судот прифатени, што би кажале јавноста и која ќе ги прати овие случувања, дали ќе се има доверба во сите. Јас не кажувам поименично, ниту знам Во за сите кого, обвинители? ама затоа си е обвинителот тука. Да си процени дали мора сите. Сите обвинители. Но тоа е работа на јавниот Да. обвинител. Имаме едно прашање за вас, да се вратиме околу трансферот. Дуи одстрана ги следи преговорите, спомна господин Новаковски, имавме лидерска средба со двајцата лидери, Дуи не учествуваше, што е невообичаено. И некој објаснување има дека не се знае која е опозиција во албанскиот блок на партии, но Дуи излезе само за една работа јавно, дека имаат сомневања во законитоста на предавањето на предметите. Прво, позицијата на Дуи во целата ситуација, денеска ја објасни, не знам дали имавте прилика да ја следите изјавата на Бујар Османи, кој смета дека, бидејќи предлогот на Законот за јавното обвинителство е веќе во собраниска постапка, односно е усвоен од страна на владата, и нивните ставови во однос на содржината на Законот за јавно обвинителство се вградени таму и тие немаат што да кажат повеќе. И како така, тие сметаат дека, бидејќи преговорите ги води премиерот, лидерот на парламентарното мнозинство, они се имат доверба во ставовите Како делот за кои Дејанската ги изнесува. коалиција. Да. Додека албанската опозиција денеска реагираше и тоа оштро, и Алијансата и Беса, со тоа што Беса бара вклучување на странски фактор директно, Да, ти отворено се сомнива дека било да, како да. договор може да. додека Алијансата
се сомнева дека две партии кои директно се тангирани со прислушуваните материјали можат и да најдат некое продуктивно решение кое значи перспектива на обвинителството, поготово овој сегмент. Но како и да е, тука главниот збор го има опозицијата олицетворена во ВМРО-ДПМН, зашто само преку нив може да се обезбеди двотретинско мнозинство. И од тука да кој во моментов не го гледаме. гледаме. Игра тука мудро, ги пушта ВМРО-ДПМН да бидат лошите момци, знаат дека ќе одработат можеби нешто во нивна полза, а они седат од страна и они даваат начална поддршка, меѓутоа знаат дека консензус нема да се постигне заради тоа што ВМРО ќе бидат лошите, а они се коректни. Тука ќе направиме куса пауза за реклами и се враќаме на дебата. Продолжуваме со дебатата, што по дебаклот на синоќешната лидерска средба, дали ќе се создаде правен вакуум, што ќе биде со предметите и што ќе биде, господин Туртевски, со истрагите. Има отворено истраги во јавното обвинителство. Се зборува дека колегите меѓу себе дури не се знае кои какви се истраги има, дека и тука е еден проблем кој не се споменува. Членот 6 став 5 го решава и тоа, дека државниот јавен обвинител на барање на специјалниот јавен обвинител ќе ги превземе истрагите и започнатите предмети, значи во било која фаза. Значи тука нема дилема. По давањето согласност, по барањето од Катица Јанева да ги превземе државниот јавен обвинител, значи државниот обвинител треба да ги земе и да ги продолжи да ги продолжат тие постапки. Значи должни се да предадат се што тоа работа па кој сме да скрие кој сме да скрие и да не предаде. Лиле Стефанова се оградуваше од некои изјави се оградуваше од Катица во случајот Империја. Сега, оградувањето од однесување на јавниот обвинител е една работа, примо предавање на документите е друга тама работа. Ако некој сега земе таму да го саботира процесот и да не ги даде сите документи. Не може ќе одговара. Па ќе одговара кривично тука. Тие ќе ги предадат толку разбира и материјалите. Сигурно, ма точно има тие што се отворени и тие што се обработени и тие што се дури тие што не им одговара. Значи, доказите што ги прибрале, што не им одговараат, тие се должни да ги чуваат за на крајот да ги понудат на одбраната, дали можеби ќе ги користат. Јовески денес не се повикува на полномошното од Катица, туку дека очекува СЈО да ги предаде предметите на негово Што тоа, прашајте го зошто. барање. Така, мислам, на негово барање без согласност од Катица не би можел. Впрочем, не се уште Закон за СЈО тоа не го дозволува. Не го дозволува. Со нејзина согласност. Со нејзина согласност, да. Речено што вие го прочитавте во првиот дел. Што ќе биде со бомбите Новаковски, бидејќи специјалното обвинителство е обвинителство формирано да ги истражи случаите кои потекнуваат од прислушуваните разговори. Сега, дали тоа значи дека бомбите нема да може да се користат доколку истрагите предметите отидат во јавното обвинителство? Тука законот е јасен, значи ако се превземат се од обвинителството... Да, јасен ли е? Да, да, јас мислам дека обвинителството ќе ги користи. Значи, сите присушкувани материјали во фазата во кој се превземени, ќе ги превземе Републичкото обвинителство, бидејќи тие се процесуирани. По законот не може да се процесуира нови обвиненија од страна на Републичкото обвинителство во однос на материјалите кои беа предмет за донесување на овој закон и за формирање на специјалното обвинителство, но како доказен материјал ќе може да се користат. И во таа фаза во која постапките ќе бидат превземени, во таа постапка и ќе продолжат. Не имаме некои кои се во судска постапка, некои се во предистражна. Не имаме за тој предмет кој најмногу се зборуваше и од кој настана целиот проблем, тој е во предистражна постапка.
Сега, за него беше спорно дека е покренат после рокот за подигање на обвинение, но тоа ќе се го решава обвинителството. Јас можам да кажам мој став, али како ќе одлучат во обвинителството за тој предмет, најдобро тие си знаат. А во однос на користење на материјалите, јас мислам ќе бидат користени, судот прифати да се користат. Бидејќи со тоа во однос на наредбата на Врховен суд, што беше донесена, ставот кој беше на Врховен суд, јас мислам дека века е безпредметен. Зибери, дали има некаква проблем или дилема или бидејќи опозицијата со нели се несретната формулација на членот 22 дека јавниот обвинител кој раководи со јавното обвинителство може да покрене обвиненија во рокот 18 месеци, ги отвара овие дилеми за кои адвокатот Новаковски зборуваше, иако специјалното јавно обвинителство и по тој рок отвори. Отвори. Отвори, да. И тука се враќаме на она принципијалното прашање. Дали може незаконски прибавените докази да бидат искористени во судска постапка и толкувањето дека јавниот интерес е поголем од начинот на кој се прибавени тие документи и како така тие материјали мислам дека ќе треба да се искористат. Во спротивно би било крајно нелогично, правдата незадоволена, при постоење на индиции дека е сторен сериозен криминал, постојат сериозни дела кривични, да заради формални пречки да не може тоа правдата да се стави на место. Јавното обвинителство ќе има неколку дилеми која ќе ги превземе овие материјали, но може да се најде начин како со тоа да се справи. И за крај, каква разврска сега очекувате? Дали ќе се влезе во некој вакуум или се веќе регулирано, например, како што вели Новаковски, со веќе постоечкиот закон за јавно обвинителство и тука се сите решенија? И што мислите за овој предлог што бил оставен за одделение или јас колку што читам од Мицковски обвинителство за гонење на висока корупција со обвинител што ќе го назначува опозицијата? Не знам, јас мислам дека тоа ќе го предлага, нема да го назначи. Ќе го предлага опозицијата, ќе го гласа парламент. Мислам дека тоа некако како мали ѓокица размислува, не знам кој ги учи, кој им ги кажува тие работи. Значи, штом правите некакво ад-хок решение сега на брзина, пак ќе дојдете во ситуација како да имате некаков несовршен закон, како што впрочем беше и овој. Значи, сега тоа е ни риба, ни девојка. Сега ќе го именува, ќе го избира опозицијата, ама владеачкото мнозинство треба да го утврди предлогот, да го прифати. Па советот да го избере. Па советот и тука ќе се тегнеме во наредните 20 години и тоа, значи, постојано ќе живееме во една агонија ваква, каде што секој ден ќе имаме навести, се сретнале, не се сретнале, практично ќе се тегнат постапките. Значи, впрочем, ние живееме во една атмосфера на неказнивост на високите функционери од, значи, уште од осамостојувањето на оваа држава. Значи, застаруваат предмети за кои што практично е невозможно да ви застари предмет, за кој што е предвидено 10 години или 20 години, факт е дека застареа одредени предмети такви. Ако продолжиме ние со овие дилеми сега да се натегаме дали треба уште едно ново субспецијално јавно обвинителство, наредните 5 години ќе се расправаме околу тоа и навистина веќе ќе стигнеме близу до застарување. Заради тоа што, дајте ми вие мене предмет со 40 или со 50 обвинети, каде што изминале некои 10 години, во наредните 10 години јас ќе го застарам. Јас сум мајстор за тоа. Не ми давајте нешто друго, меѓутоа да застарам предмет со 40 обвинети. Па тоа, сакале, неќеле, со оваа поставеност, каде што судовите по мене имаат погрешна поставеност,
каде што се закажува на 2 месеци едно судење, па од 40 луѓе еден ќе се разболели од грип сосема нормално. И се одлага судењето. Наредното судење ќе биде во ноември, па подоцна во март. Значи, ќе се доближиме до застареност ако не навистина влеземе во сериозна желба да расчистиме со ова. Ако немаме желба, тогаш подобро нека донесат амнестија, нека завршат оваа агонија. Да не трошиме харти и време на гледачите. И да се согласат парламентарното мнозинство на предлог на опозицијата да се даде шефот на тоа оделение или што ќе биде не веќе не знаеме, имплементацијата на таа одредба ќе биде многу тешка. Да не забораваме дека законот за специјалното јавно обвинителство беше донесен под силен притисок на меѓународната заедница, прво. Второ, изборот на Катица Јанева исто така беше многу макотрпна работа. Па нели се зборуваше дека е направена некојаш дрепка. Па инсистирање ваквата списокот. И сега замислете ситуација, опозицијата да предлага кандидат и парламентарното мнозинство така рамнодушно ќе го утврди предлогот. Имплементацијата на таквото решение ќе биде многу макотрпно. Второ, како тој кандидат после ќе се вклопи во јавното обвинителство, каде што принципите на субординација ќе го принудат да полага рачун пред републичкиот јавен обвинител. И како ќе го слушаат неговите да. Значи, бидејќи сега се обвинители, водете сметка. Во тоа јавно обвинителство, се извинувам што ви упаѓам, во тоа јавно обвинителство сега се обвинители, не се заменици. Не се, да. Значи они се обвинители, не може да им наредува. Да. Значи, експериментираме со решенија и можеме да имаме еден хемафродит кој може да биде и полош од законот за СЈО. И да не произведува резултати. Новаковски, што гледате, очигледно се закануваат многу опасности. Доколку нема политичка волја, Туртевски, не волја, јас сум против адхок решенија, бидејќи се покажа во насата пракса до сега дека адхок решенијата создаваат секогаш нови проблеми. Како што и овој случај, имаме и претходни случаи, се формирале парламентарни комисии, па се решавале проблеми, но никогаш не се решиле. Значи, во овој момент, јас мислам дека обвинителството како обвинителство, земам републичкото, вишото, основните обвинителства, ги споменеме, обвинителството за организиран криминал, имаат и законски основ, имаат и закон, ако треба да се подобри тој закон, но да не се измислуваат решенија како што е, например, да се гонат, да не се експериментира, сум против, од кои причини. Овде све некако мириса работава дека дај да си ставиме двајца обвинители. Еден да е од опозиција, еден да е од позиција. И тие двајца нека се усогласуваат. Ако тоа решение го правиме, ако државава нема до сега искусни експерти, кои не се и политички воопшто инволвирани, ако треба да се оди на тоа решение, има такви луѓе. Но праксата покажа дека секогаш кога се дава предлог од некого, секогаш повторно имаме ситуација да тие кои се ставени во тие комисии, ево, совет ќе кажеме на обвинители, повторно ќе предложат на кое партиско решение. Има луѓе во обвинителството, доволно луѓе, доволно капацитети човечки, треба да се искористат. Се извинувам, им фалат доста, да не ви упаѓам само. Некако бројка, да. Меѓутоа, треба да се екипира жестоко. Така дека се пополни. Треба да се пополни. Треба истражители да имаат сериозни. Не обвинителот да му пишува писмо на МВР, па МВР да му одговори после 3 месеци. Туку нешто СЈО имаше таква организација, значи се знаел да се испрати истражител во некоја фирма во 4 наутро и да ги чека на отварање да им ги земе документи и да ги врати во 7. А за таа работа друго јавно обвинителство треба да праќа писмо и значи МВР да одговори после 2 месеци дека не го нашол човекот. Значи финансии им требаат материјални средства да ги соберат најдобрите луѓе и да ја одработат работата за која што сите ги плаќаме.
Тие се платени да гонат криминал, не се платени да калкулираат и да чекаат дали политичките партии ќе се договорат. Тие се на тие места од тоа, ако не им одговара да се таму, си има друго решение. Повлечи се, па види каков е и адвокатскиот леп. Јас не знам што е толку страшно. Ако мислат дека имаат притисоци, не е во законот за специјално обвинителство ставено дека ни републичкиот обвинител немаше право да се меша во работата на специјалната обвинителка, па ево што се случи. Значи, сепак се работи за човечки фактор и мислам дека не треба да се избрзува со некои дополнителни, специјални или било какви обвинителства, бидејќи нели формиравме антикорупцијска. Ја избра едногласно. Дека таа антикорупцијска комисија ќе гони, исто има право да поднесува пријави. Пријавите се поднесува за што? Ајде да ги земеме. Не ги ни јас разбирам, да, извините. Да, и што ќе се случи во... Никогаш не сум разбрал која е функцијата на антикорупцијска. Добро, тоа е друга тема. Ама не, Што ќе се добро, случи? друга тема, али сега специјално обвинителство за функционери актуелни, па да направиме за поранешни и до каде ќе одиме. Ако се прифати принципот опозицијата да го предлага тој носител на јавно обвинителска функција, прво што ќе се експериментира секако, експериментите не секогаш се добри. Второ, ќе се внесе диотомија во функционирањето и ќе се нарушат принципите на функционирање на обвинителството. Може би И тоа е најкраткиот пат да дојдеме до она што адвокат Тортевски го збореше, до застарување на предметите. Што ќе се случи во понеделник во СЈ? Не знам, не сум видовит, не можам да кажам тоа, меѓутоа можам да дадам предлог. Косово и Босна, заради одредена ситуација во која што се најдоа, правосудната функција и дел од кривичниот прогон го предадоа на меѓународната заедница. Оваа наша ситуација многу се доближува сега до таква потреба. Значи, вие на Косово се уште имате суди, не сум сигурен, мислам дека се уште. И суд има уште, каде што судиите... Дури со седиште во Брисел. Не, сега го формира, тоа е за воени злосторства, меѓутоа, нормално мислам дека умпреде доскоро, не сум сигурен дали се уште има, меѓутоа долги години имаше... законска можност имаме за... Па сега треба да создадеме, значи, кога не си нешто кадарен, ние не можеме утре нуклеарка да поставиме, ова е нуклеарка во нашиот правен систем. Ова што сега ни се случува. Наместо да ни експлодира, ние треба да викнеме стручњаци. Значи, ете, јас имам полна доверба во Прибе, во ВМРО ДПМН веројатно ќе нема. Меѓутоа, тие се добронамерни луѓе, нека дојдат, нека донесат 20 суди, 25 по систематизација на Врховен суд, нека донесат 20 јавни обвинители кои што ќе го водат јавното обвинителство и да почнеме да создадаваме еднаш институции кои ќе почнат да постапуваат невозависно сега овој дали од која партија, дали е бивши или сегашен функционер. Каква е разликата? На кого му дава право, кој закон му дава право да разликува бивши од сегашен функционер пред законот? Кој е тоа? Тоа е нонсенс. Ако воопшто зборуваме за тоа, ај сега за едни ќе важи, за други не може да важи, или за од вчера или од прекчера. Се знаат дека законите важат, си имаат просторно и временско важење на законите. Не разликуваат законите бивши од сегашен функционер. Да, ви благодарам за дебатата. Навистина остана дилемите и натаму, што ќе се случува сепак на крај можеби ќе одлучат повторно политичките елити на преговарачка маса. Тука е крајот на вечерашната топ тема. Имајте убава вечер.